Оние што сакаат да гледат филмови, сигурно начекале некој филм во кој главната тема е судница, судски процес. Многу американски филмови имаат таква тема. Не знам, сигурно американци се фасцинирани од нивните судови и судски процеси. Како и да е, од тие филмови можеме да разбереме колку е важно обвинетиот да има добра одбрана, добар адвокат со добар тим кој ќе подготви добра одбрана. И обично од тие филмови гледаме како ги анализираат одбраната, ги анализира сведоците, поротата. И клучно во тој момент е, во тие филмови, во тој процес е да подготват добри прашања на сведоците кои обвинителот ги повикува. И ако успеат во распрашувањето да внесат некој совнеш во исказот на сведокот што обвинува, сведокот на обвинението, обично тоа се во филмовите пресвртните моменти, драматичните моменти, кога целиот судски процес добива неков пресврт. И нешто слично можеме да видиме и овдека во овој текст, иако не е американски филм, Христос не е во американска судница, но сепак е исправен пред суд. Фарисеите го судат. Абсурдна е ситуацијата, зашто човек суди Бог. И тоа го суди бидејќи прави нешто добро. Христос излекува човек кој 39 години, колку беше таму, бил неподвижен. Проблемот е што го излекува во сабота. Според равинските, според јудејските учења, го нарушува законот за саботниот ден. Виновен е заради тоа и дури според тие учења заслужува и смртна казна, да биде каменуван. Христос ја почна одбраната во претходните стихове до овие што ги прочитавме, минатиот пат видовме како тој ја почна таа одбрана идентификувајќи се со Отецот, тоест говорејќи за своето единство со Отецот. Тој и Отецот се едно во волјата, во дејствата, во постапките, во се. Ништо тоа што го прави Синот не е надвор од волјата на Отецот, тоест, како што вели Христос, она што Отецот го прави, аз го правам. И е дава она илустрација, она слика од јудејско семејство, во кое таткото го учи синот, синот станува некаква копија на таткото, тоест го прави сето она што го гледа од својот татко. И така, користејќи таа аналогија, Христос сака да каже, јас и Отецот сме едно. Тоа што јас го вршам е волјата на Отецот. Тоа што Отецот го врши, и јас го вршам. Има единство во нашите постапки. И конечно, тој им вели, лекувањето на човекот во саботата е дело на Отецот. Не е моје дело. Тоа е негова постапка. Колку што е моја, е и негова постапка. Така да, ако ме судите мене, вие треба да го судите Отецот. А Отецот никој не може да го суди. И продолжува, прави чекор напред во овие стихови, во тој судски процес, повикувајќи сведоци. Тој вели, еве, не верувајте им на моите зборови, затоа јас ќе повикам сведоци. Го повикува како досега Отецот, како така најзначен сведок, тој неговото светоштво или неговиот авторитет се протега во сите стихови до крајот на оваа 5 глава. Го повикува Јован Крстител, еден голем авторитет во тоа време за сите, некого што го почитуваат луѓето, и на крајот е тука тоа клучниот за фарисеите сведок. Оно на кого што тие се повикуваат во обвинението. Христос Мојсей го повикува за сведоштво и го прави тој пресврт. И вели, вашиот главен сведок на кого вие се повикувате, сведочи против вас. Тој еден ден не јас ке ве судам, тој еден ден ке застане на судот и тој ке сведочи против вас. И така, тоа судење добива пресврт, така што Христос од обвинет станува обвинител, станува судија. Обвинувачите, фарисеите, ги седнува на обвинителната клупа.
текстот е многу богат со учење, со теологија, и Христос прави структура, и Јован ја пренесува таа структура на интересен начин, постепено откривајќи се повеќе и повеќе од вината на фарисеите и причината за нивното отврлање на Христос, додека не дојде на крајот, нели, со основната причина, тоа е барањето на човечкото, а не Божјото. И тоа е клучот на проблемот кај фарисеите. Не е проблемот кај Христос, не е проблемот кај Бог, не е проблемот во Словото, не е проблемот во учењето, проблемот е во самите нив. Ајде да видиме како го прави тоа Христос. Како се надоврзува на претходното сведоштво, крајот на 30-тиот стих, говори за единството на волјата. Не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Тоест, се тоа што јас го правам бидејќи е волјата на Отецот. И лекувањето на овој човек е волјата на Отецот. Затоа, мојот главен сведок, кога јас го повикувам во моја заштита, е самиот Отец. Тој стои зад моите постапки. Тоа е мојата заштита. Христос преку цело време се обидува да укаже дека неговата основна цел, служењето како Месија, е да ја изврши волјата на Отецот. Во 4-та глава, кога учениците му нудеа храна, донесена од Сихар, тој им рече, мојата храна е да ја вршам волјата на Отецот и да го исполнам неговото дело. Тоа е мојата храна, од тоа јас живеам. И овдека им вели, не ја вршам мојата волја, не ја барам туку волјата на Отецот. Во сето тоа Христос сака да каже, јас сум извршител на делото на Отецот. Оној кого вие го повикувате, оној на кого му пренесувате жртви, оној на кого му се поклонувате. Тој е мојата заштита. Оној кој стои зад секој сведок, оној кој стои зад секое обвинување. А оној кој извршува волјата на Отецот, тој не подлежи на обвинување. Зашто Отецот е, или Бог, е суверениот господар на се, а сите му се подчинети. Кога подчинетиот извршува волјата, го прави она што ќе му каже предпоставениот, тогаш за своите постапки подчинетиот нема одговорност. Кога шефот кажува на работникот што да прави, работникот го прави тоа што шефот вели дека треба да се направи, тогаш работникот не сноси одговорност. Не може да биде суден, не може да биде обвинет подчинетиот. Сега овдека Христос не сака да каже дека има некаква подчинетост, субординација, Отецот е поголем, шефот, а Месијата или Христос е само исполнителот. Тој дава принципи. А кога јас се вршам мојата волјата на Отецот, вие не можете да ме судите. Како што не можете Отецот да го судите, така не можете мене да ме судите. И тоа е нашата гаранција. Гаранцијата на секој од нас, сигурноста на секој од нас, може да се темели единствено на нашата послушност на Бог. Ние можеме да бидеме сигурни од обвиненијата. Ние можеме да бидеме спокојни кога не обвинуваат, ако знаеме дека ја вршиме волјата на Бог. Се додека сме послушни на Бог и извршуваме неговата волја, тогаш можеме да живееме спокојни. Колку да не обвинуваат, ние имаме мир. Да, можат да не обвинуваат, но како наша заштита стои самиот Бог. И тоа принципот што овдека го изнесува Христос и го гради понатамо во сите тие наредни стихови, повикувајќи сведоци, зашто за секој понатамо сведок стои авторитетот на Отецот, волјата на Отецот. Таа се покажува преку службата на Јован Крстител, таа се покажува преку писанијата на Мојсей, таа се покажува преку делата на Христос, таа се покажува во се. Затоа никој не може да го обвине Христос. Не само поради тоа што и тој е Син Божи, тој е Бог, бидејќи во сето тоа стои волјата на Отецот.
Откако дава тој увод, поминува кон Јован Крстител, еден многу друг голем сведок авторитет. Лично импозантна личност во тоа време. Дури Јосиф Флавиј во неговите антики пишува, го спомнува Јосиф Крстител, вели, тој го разбуди, го поттикна народот до максимална степен, давајќи надеж. Зашто Јован Крстител, нели говоревме за тоа, се јавува во еден многу темен, мрачен период за еврејскиот народ. Мрачен во духовен, во морален, во социјален, во секој поглед. Тој доаѓа како исполнување на пророштво од последниот пророк во Стариот Завет. Во 3 глава, 1 стих на книгата Малахија е најавено неговото доаѓање. Вели, ете, јас ќе го испратам ангелот свој и тој ќе го приготви патот пред мене. И кога тој дојде во својата чудна појава, со чудниот начин на живење и на говорење, со специфичната порака, го привлече вниманието на луѓето. И луѓето доаѓаа, бидејќи донесе надеж во темнината. Гласот Бог после молк од повеќе векови. И луѓето доаѓаа да го слушаат. Сака да се крстат, слушаа неговата порака за покаяние. И слуша неговите зборови за подготовка на патот на срцата во луѓето за доаѓањето на Месијата. Сето тоа донесе надеж, надеж кај луѓето. И овдека Христос вели, и вие чувте за тоа, и вие реагиравте на доаѓањето на Јован Крстител. Пративте гласници. И тој ви посведочи за вистината. И потоа вели, тој беше светило што гори и свети. И вие сакавте да се порадувате на светлината. Дојдоа со надеж и фарисеите. Пратија гласници да го прашат, кој си ти? Месијата ли си? Тој веднаш рече, не, јас не сум Месијата. Пророк ли си? Не сум пророк. Тогаш кој си? И тој најави, јас сум глас во пустината. Јас сум светило, само светило, кое осветлува, покажува светлината, вистинската светлина. Дојдоа фарисеите за да се порадуваат на светлината. Ама за малко време, вели само Господ Исус. Дојдоа кај Јован и Јован им ја покажа вистината. Светлината и вистината се Христос. Јован дојде како најава на вистината, дојде како светило кој треба да покаже кон светлината. Јован не е светлината. Јован само светило кој светлува, покажува кон светлината. Светлината и вистината се Христос. И дојдоа фарисеите со таа надеж кај Јован Крстител, за да слушнат, да ја видат вистината, да ја чуат вистината, да ја видат светлината и така натаму. Испратија порак. Меѓутоа, што се случи и со нив, истото се случи и со народот, меѓу другото. Во коментар на овој текст, стариот германски лутерански теолог Бенгел вели, тие беа привлечени. И тој проблемот ќе го гледаме и понатаму во текстот. И фарисеите и народот, меѓу другото, беа привлечени поради тоа што Јован беше интересен лик. Навистина беше интересен лик. Чудно облечен, дојде од пустината, јадеше она што јадеше, скакалце со мед. И луѓето од тоа време, како и сите луѓе во сите времења, беа привлечени. Сите сакаат да го видат. Но, кога тој кажа, посведочи за вистината, кога тој покажа кон светлината кој е, тие не сакаат да видат и да слушнат. Не сакаа. Знаете, светлината има привлечна моќ. Продолжува, нели, да раскажува Бенгел, има привлечна. Дури вели, кога ќе светне светилката, и мушичките ги привлекува. И почнуваат да вртат мушички околу неа. Вртат околу светлината без да ја разбираат суштината на светлината. Така Христос привлекуваше многу луѓе. Тој беше светлината која привлекуваше, меѓутоа, од што се привлекуваа тие луѓе? Причината беше любопитноста. Ние во следниот текст, во 6 глава, ќе видиме чудото со хранењето на 5000 луѓе. Дојдоа, се восхитија, ентузијазам ги опфати. И кога Христос почна да им кажува кој тој се отидоа. До толку беше, до таму стаса нивната радост. Сакаа да се порадуваат, но беа привлечени од само тие работи. Оние што се
љубопитните работи. Како и мушичките. Интересна им е светлината и вртат околу неа. Ги привлекува. Се радува така и фарисеите. Отидоа кај Јован, Јован им покажа, дојде светлината, дојде вистината и тие отврлија. Отврлија зашто таа вистина, таа светлина не беше според вкусот што тие се го изградија, според представата што тие имаа. Не одговорија со вера на него. И предупредувањето, нели, причината, всушност, поради која се случува тоа, ќе го каже тоа многу јасно, Господ Исус на фарисеите, е неверието. Не сакаа да ги слушат тие зборови. Не сакаа да поверуваат во сите тие нешта. И откако завршува со Јован Крстител, ќе им каже, и ако тој не ви беше доволен, може би, тој не ви беше доволен. Отецот посведочи со уште поголемо сведоштво. А тоа се делата што пак Отецот ми ги даде. Гледате, пак се повикува на Отецот како сведок. Јас го имам во своја заштита Отецот. Тој ми ги даде делата. И вие требаше, познавајќи го Стариот Завет, познавајќи работата на Бог во Стариот Завет, во моите дела, да го препознаете Него, Неговата воля. Делата што Христос ги правеше, беа месијански дела, беа најавени, беа дела што само Бог може да ги прави. И тоа е еден, вели, од начините на кој што Бог повторно ја покажа својата воля преку мене. И тоа е многу поголем доказ од оној на Јован Крстел. Јован само ви каже, Јован ви проповедаше, Јован како пророк ме најави. И ако на Јован не му верувавте, тогаш нели беа она што вие го барате, знаци, дела, ви се пред вашите очи. Ворфилд во овој контекст користи една хипербола која не е далеко од реалноста во тоа време. Тој вели, Јудеја и Галилеја во време на Христовото служење беа санитарно и социјално, така да кажеме, чисти или исчистени од глад и од болести. Да, претерување, сигурно имало и гладни, болни, нели, во времето на Христос, меѓутоа, самиот Јован вели во 20 глава, 24 стих, кој беше таму, 25 стих, 21 глава, вели, сите дела што ги направи Христос не се запишани, зашто ако беа запишани, сите книги во светот немаше да бидат доволни да бидат опишани. Сите евангелија заедно, тука е, нели, има спорва околу бројките, некаде околу 35 чуда има запишано на Христос, знаци. Јован вели дека сите ако се запишат, сите книги во светот нема да стигнат, што веројатно и тоа е хипербола, но пак блиско до реалноста. Христос направил многу повеќе чуда од тие што се запишани. Многу повеќе луѓе излекувал, многу повеќе луѓе ослободил од демони, многу повеќе од лепра исчистил, многу повеќе нахранил. И можеме да кажеме дека навистина во тоа време никогаш во историјата на земјата немало географски територија која била толку снабдена со храна и лекувана, како во времето на Христос. Тоа е вистина, тоа е факт. Јован вели, многу бројни. И пак, и тоа се делата на Отецот. И каков резултат имаше сето тоа? Го ставија на крст. Оној што ги вршеше јасните дела на Отецот, го ставија на крст. Природата на човекот е да ги отварла сведоштвата на Отецот за неговата добрина, за неговата благодат. Тоа е карактеристиката на човекот во неговата природа. Сите тие нешта што Христос ги правеше беа показател за Божјата добрина, Божјата благодат, Божјата љубов и спасението кој доаѓа од него. Го отврля сето тоа. Ами денес
не знам колку, над 8 милиарди луѓе има на земјата. До сега веќе се разбудиле, голем дел, некои се уште ќе се будат, тоа нешто се западно од нас. Може веќе завршил овој новиот ден, будењето за сите, не знам, како и да е. Сите тие се разбудиле, сите ние сме се разбудиле заради Божјата благодат. И ќе бидеме снабдени, сме снабдувани со сите други благодати заради неговата добрина. И сето тоа служи пак да се покаже како сведоштво за Божјата благост, за Божјата добрина, за Божјата љубов кон човекот. И како човекот реагира на сето тоа. Барајќи си објаснувања за сето тоа. Го зема како здраво за готово, па ние заслуживме, ние сме добри, ние го правиме тоа. Или пак, ете, случајностите се совпаѓаат во наша полза. Нели? Некоја честичка, компактна, која била некада, немало простор, зашто просторот и времето биле во таа честичка. Експлодирала и тогаш почнал. Тој се случил, се појавил просторот од таа честичка. И за неколку минути, дури помалку време, отколку што ни треба овде кафеварката да ни направи кафе, се создал тој ред, поредок, дизајн и убавината. Нели? А па ние на земјата, па таков късмет сме извадиле, што на нашата сина планета, на тоа растојание од Сонцето, во еден сончев систем со структура на воздухот, се појавил живот. Тоа веќе да извадиш стварно голема среќа. Ни се насмевнала многу среќата овдека на земјата. Не. И така сега ние си живееме благодарение на таа комбинација случајна, која е толку неверојатна, но сепак се случила. И така живее човекот, не, со таа представа. Како што Мојсе сведочи за Христос, небото, звездите сведочат за Бог. Ке видиме која е разврската на крајот, нели? Тука Христос тоа ќе го спомне. Не. Така да нема во срцето на човекот нема место за Божјата добрина, за благодарност кон него, за покорност, да се прифати тој како изворот, тој како заслужниот, неговата слава да се бара. На крајот тоа ќе каже и Христос, вие не ја барате неговата слава, Божјата слава не ја барате, вие си барате слава еден на друг. И така се случува, нели, со тие учени фарисеи. Господовите чуда, иако донесоа сведоштво за Христос како Синот Божи, како доказ, така нам след тоа го отврлија. И продолжува, пак со сведоштвото, па сега преку Словото, преку самото Слово, вели, и Отецот кој ме прати, самиот посведочи за мене. И сега тука некој велат тоа се однесува на крштевањето, кога Отецот посведочи, ова е мојот возлюбен син, во кого е мојото благоволение, него слушајте го. Меѓутоа, контекстот понатаму гледаме дека кога говори овде за сведоштвото на Отецот за Синот, Христос го има во предвид писмото, гласот негов, словото. И тоа се спомнува 3 пати. Гласот негов во 37 стих, зборовите негови 38 стих и писмото во 39 стих. Или сведоштвото на Отецот за Синот преку Божиот збор. Го имавте Јован Крстител како сведок, кој сведочише за мене како вистина и светлина. Ги имате моите дела како сведоштво. И на крајот го имате, и тоа го дава се Отецот како сведоштво, и го имате и самото писмо како сведоштво. Меѓутоа, вие не можете ни да го видите Бог, нити неговото лице, нити да го чуете него, нити пак да го имате во своето срце. Зошто? Која е причината? Зошто мене не ме прифаќате? Зошто не верувате во оној кого тој го пратил. А сето тоа се остварува во Христос. Во Христос можеме да го видиме Бог, во Христос можеме да го чуеме Бог, во Христос можеме да го примиме во себе.
А зошто не верувате? Зошто не верувате? Зошто вие се надевате на нешто друго за вашето спасение, а не на мене. Ајде да видиме која е поентата овде, зашто да го разјасниме. Тој голем проблем на фарисеите. Иронијата, целата иронија, и тоа овде кај вклучува Христос во 39 стих, вели, го истражувате писмото. И овде го користи специфичен збор, што значи многу се ангажирате. Копате. Многу време и труд вложувате за изучување, проучување, истражување на писмото. Тој збор и тука е преведен како истражување, не едноставно читате или истражувате писмото. Многу го истражувате. И навистина фарисеите многу го истражувале писмото. Многу повеќе од нас, можеме да кажеме. И тие би не засрамиле, така да кажеме, во нивната упорност, ревност и така натаму во истражување. И пак, нели, не го слушнаа гласот на Бог. Не можеа да го видат Бог. Нели. Зошто? Вели, сето тоа писмо, се она што Бог го даде, во Стариот Завет има секако, во предето дека Христос, се тоа за мене сведочи. Вие не ме баравте мене таму. Вие баравте други работи, но не и мене. Писмата, мислите дека во писмото е животот вечен, ќе го објасниме што значи тоа за фарисеите, а тие сведочат за мене. И вие не ме откривте, не ме пронајдовте. Зошто? Зашто во вашето истражување вие си поставувавте други цели. Истражувањето беше цел сама по себе, а не суштината на тоа истражување. Целиот Стар Завет, вели, говори за мене. Законот, жртвите, церемониите, пророците говори. Крстот, воскресението и не го најдоа. Не го најдоа фарисеите, зашто не го бараа. Фарисеите верувале, равините го пишуваат тоа, 1040 на години пред Христос поучува, во Мишна запишал: оној кој се посветил на истражување на Словото има вечен живот. Како ти ќе се придобиеш вечен живот? Со тоа што ќе се ангажираш на проучување на Словото, на познавање на Словото. Самото тоа ќе ти донесе вечен живот. И го правеле тоа. Кој од вас знае колку збора има во Стариот Завет во вашата Библија? Не верувам дека некој знае. Денес може да откриеме, ако го имаме во електронска форма, на компјутерот ќе ни каже Word колку зборови има. Во тоа време немало такви алатки. Во 2 саат после полникот сон да разбудиш фарисеј, тој ќе ти каже колку збора има во Стариот Завет. И не само тоа. За било која книга. Во Исаја колку збора, ќе ти каже колку збора има. И не само тоа. Кој е централниот, средишниот збор? Ако има 5000 збора, кој е 2500 збор? И тоа ќе го каже. Дури знае на памет да ти ги каже и да ги изрецитира оние стихови во кои ги има сите 22 букви од еврејската азбука. Сето тоа. На памет знаеле текстови, цели книги. Зошто? Зошто тоа носи вечен живот. Ако ти ги знаеш тие работи, ти имаш вечен живот. Ги бидеш спасен. И им вели Христос, и вие се посветивте. Зашто мислите дека тоа ви дава вечен живот, а тие сведочат за мене дека во мене е животот, дека јас давам живот, дека спасението е преку мене, и тоа го пропуштивте. Не го баравте вие тоа. Вие баравте нешто друго. Да, навистина, Словото треба да... Не сум против проучување на Словото. Треба да го познавам, зашто Словото ни го открива Бог, ни го открива спасението, ни открива неговата воља и така натаму. Меѓутоа,
не треба да се пропушти суштината во сето тоа. Дон Карсон вели херменевтичкиот клjuč на разбирање на Стариот и на Новиот Завет Исус Христос. Ако тој клjuč го немаме, пропуштаме се. Ако тој клjuč за толкување на Светото писмо го пропуштиме, тогаш ја губиме суштината. Ке знаеме многу, ке разбереме многу, ама ке ја пропуштиме суштината. Нема да не доведе до животот, вечниот живот, кој го имаме во Исус Христос. Знаете што? Проблемите на фарисеите не се само проблеми на фарисеите. Тие се проблеми на човекот. Во сите времиња. Црквата во сите време, не само фарисеи, црквата во сите времена страдала од тој проблем. Пак ќе видиме на крајот од каде доаѓа тој проблем. Од човечката суета и гордост. Барањето повеќе на друг вид слава, а не на Божјата слава. Тој проблем бил Калвин. Калвин кој напишал систематска теологија, кој е ревидирал неколку пати, неколку верзии. Тој самиот критикува теолози кои не се посветени во нивните истражувања, пишувања да ги доведат луѓето до животот со Бог, до Исус Христос, до спасението. Туку целта, и како што тој се изразува, е знаење заради знаење. Многу за умот, ништо за срцето. Докажување во знаењето. И тој ги нарекува таквите пишувања создавање на сенки од духови, во кои што целта на крајот е да се знае заради самото знаење. Да се каже нешто за да се покаже знаење. Интересни се теолошките школи. Тоа е поинтересно отколку читањето и проучувањето на Словото, за да се има живот со Бог, познавање, жива врска со Спасителот. Нешто што фарисеите не го бараа. Тие истражуваа и пишуваа. Целата оваа просторија можеме да ја исполниме со книги, папируси на еврејските равини, кои напишале во Мишна, Гемара, во Талмудот. Знаете зошто пишувале? Пишувале за тоа што да се направи, спореле со кокошката која снесла јајце во сабота. И спореле. Имало школа на еден кој вели да се убие, школа на друг не се убие, школа на трет да се јаде јајцето, школа на четврти да не се јаде јајцето. И ги знаеле, ја знаеле школата на секој. Во времето на Калвин спореле свештениците за тоа колку ангели може да застанат на една игла. Спореле и докажувале. И каква врска има нашиот живот со Господ, нашето заедни, нашето спасение, нашиот вечен живот од тоа дали кокошката ќе оставиме жива или ќе убиеме во саботниот ден. За жал, ама тие работи го поттикнуваат љубопитството на човекот. И таа битка, суетна битка на школи, на крајот носи слава на еден или на друг или на трет. Собира приврзаници. Не приврзаници на Бог, приврзаници на луѓе. Знаете, многу христијани денес се многу по-заинтересирани да ги промовираат на своите човечки авторитети учењето, отколку самото Свето писмо и приврзаност кон Исус Христос и Бог. Нешто што го има во тоа време. Исус тоа ќе каже, ви доаѓаат луѓе без божествен, човечки авторитети, без божествен, и ги прифаќате и одите по нив. А јас дојдов овде ка Бог, Синот Божи, кој ги врши делата на Бог, и не ме прифаќате. Не сакате да дојдете кај мене, за да имате живот вечен. Зошто би отишле кај Исус, кога тие толку многу знаат? Тие знаат многу работи. Знаат се за Стариот Завет. Ги знаат сите учења на равините. Знаат дори со кокошката што треба да се направи. Што ќе име сега Христос? Тие веќе имат вечен живот.
Поради тоа знаење, не им треба спасител. За жал, и ние запаѓаме во такви несуштински спорови. Дали може на гитара да се свири или не може во 21. век? Или само на органа? Или на ништо? Што тоа има врска со нашата заедница со Бог, со нашиот живот со Бог? Не можам да сватам. Што тоа мене ќе ме направи да бидам поблизу до Бог? Да го познавам Бог повеќе и да му бидам по-покорен и по-послушен на Бог. И вели, од луѓе слава не примам. Тука да испушти елемент со Јован Крстител, кој кажува, и јас ви ги кажам овие сведоштва, ајде се навратиме. Не дека јас примам сведоштво од човек, туку ви го кажам за вие да се спасите. Во меѓузбори, тој знае дека неколку сведоци ќе им повика. И вели, да не мислите дека јас се ово правам да се докажувам пред вас. Дека мене сега ми треба, вие на крај да бе во право си. Не. Мене не ми треба заштита. На Бог му треба заштита од човекот, на Бог му треба да се докажува пред човекот, на Бог му треба гаранцијата, овие сега ме прифати. Не, сето ова јас ви го кажам. Вие да се убедите и вие да бидете спасени. Зашто не сте на правилниот пат. И тука веќе, нели, тоа веќе го пропуштив, се наврекам, од луѓе слава не примам. Како што мене не ми треба одобрение од човекот, сега да ви се докажам кој сум јас. Не ми треба славата. Јас ја поседувам славата. Јас имам славата. Вам ви треба мојата слава. Јас не примам. Ако мене беше до вашата слава, знаете што ќе направеше Христос ако му беше до славата на луѓето? Ке беше Месија каков што луѓето сакат. И ке им кажуваше се што луѓето сакат да слушнат. И ке беше прифатен. И немаше да оди на крстот на крајот. Да, тоа ке се случише. Ке беше многу популарен. Да, тој беше популарен, меѓутоа заради чудата, но не и заради учењето, не заради повикот за спасение. Но јас знам дека во себе љубов Божја немате. Од луѓе јас слава не примам, не ми е за вашата слава, и знам за вас дека вас ништо не ви значи Бог, Божјата љубов. Немате љубов кон Бог, не ви значи ништо Божјата слава. Зошто? Јас дојдов во името на мојот Отец, не ме примите. А некој друг ако дојде во своје име, него ќе го примите. Како може да поверувате вие? Како може да ви значи воопшто Божјата слава, кога вие повеќе се интересирате од славата, што можете еден на друг да си ја давате, човечката слава, да се ја разменувате, да се восхитувате на себе си еден на друг, колку знаете, колку правите, колку се усогласувате според законот и така натаму. Славата што од единиот Бог не ви треба, не ја сакате, не ви се допаѓа таа слава. Повеќе на човечката суета и гордост одговара човечката слава. И знаете што? Кога човекот ја отфрла божествената слава, тој си наоѓа Месија по свој вкус. Ова што кажува Христос навистина се случува 100 години подоцна. Ке дојде еден Симеон, и ке дојде, и има во тоа време да многу популарен равин, Акива, и ке каже, еве го Месијата дојде. Симеон е еден шарлатанин, еден обичен разбойник. И Акива ке рече, ова е пророкуваната звезда од Јаков. Ке го наречат синот на звездата, и они што учеле историја црковна, наши студенти по теологија знаат за кого станува збор. Бар Когба. Равините го прогласуваат Бар Когба за очекуваниот Месија. И тој вели, да, јас сум Месијата. Месија кој народ очекува дека ќе ги спаси од Рим. И значи што прави? Крева остание. И сите ги носи во смрт.
Адриан праќа војски, Серви генералот, го обседнуваат градот, ги избиваат сите, ги убиваат во градот, после неколку месеци обседа, и знаете што прават со градот? Камените ги расфрлаат наоколу низ пустинята, со плук, со рало поминуваат низ градот, за никогаш повеќе да не биде обновен тој град до 1948 година. Тоа направи Месијата што си го очекуваа, што си го посакуваа. Да, дојде таков и го прифатија. Зошто ја сакат човечката слава, не ја сакат Божјата слава. И на крајот, тука веќе е клучниот сведок. Немојте да мислите така, јас ке ве обвинувам пред Отцот. Има кој да говори против вас, а тоа е Мојсей, оној на кој ви најмногу се надевате. Тоест, оној кој очекувате мене да ме суди. Тоест, ме судите преку него. Преку Мојсеевиот закон вие сега ме судите. А всушност Мојсей ќе застане на местото на сведоците кај што сведочат и кажат виновни се. Зошто се виновни? Затоа што моето учење, јас што го дадов, не го слушаа. И бидејќи моето учење не го слушаат, сега не го прифаќаат и Месијата. Мојсей пророкуваше дека ќе дојде пророкот. Мојсей им кажа во Стариот Завет, им го даде законот, да, им го даде. Меѓутоа им кажа дека е проклет секој оној кој не исполнува се што е запишено во законот. Со други зборови, нема спасение преку законот. А евреите се нафатија преку законот да се спасуваат. И веруваат дека преку законот се спасува. И се најдоа вратички. Всушност целта на сите тие равини кои пишувале во нивните во Талмудот е да се најдат вратички како да се прикаже дека тие исполнуваат закон. Финти како да се представат праведни, усогласени со законот. Тоа е единствената цел. Измама на законот. А законот беше за да осуди. Ако законот е нашиот синџир што не држи до Бог, колку алки треба да се скинат од синџирот за да се загуби врската? Една. Брод, врзате брод на пристаниште. Колку алки треба да се скинат за тој брод да се изгуби во океанот? Една. Една заповед, ако исполниш од сите тие, ти си виновен пред Бог. Изгубен си од Бог. И јасно е дека законот беше даден да им покаже потреба од спасител, од Месија. Евреите го отврле сето и рекоа, не, ние од законот се спасивме. Законот, ние сме праведни. Законот не спаса. И затоа тука вели, го повикува Мојсей како сведок, го превртува судскиот процес и вели, тој ќе ве суди. Тој кој ќе застане во судницата, против вас ќе говори. Најдот кога ќе бидат судени натуралистите, материалистите, оние кои веруваат во големата среќа што ни се наснемнала нас овдека на земјата, па ќе бидат судени токму од таа вселена на која се повикуваат. Зашто вселената со векови сведочи за Божјата големина. Вселената ќе каже, ние постоевме звезди и сонце за да сведочиме за Божјата слава, а вие научниците не направивте ние да сме семокните. Материјата е семокната, таа прави чуда. Од материјата е се. Материјата е обожествена. Материјата ќе сведочи против таа наука. Човек може да биде, Мартин Лојд Џонс вели, човек може да биде многу ортодоксен и пак да биде мртов. Ако словото, знаењето, сето тоа не е поврзано со вистинската вера во Бог, ако сето тоа не е благодатниот ресурс да растеме во познавањето на Бог, во живот со Бог, да го видиме Христос, да веруваме во Него, да го познаваме, да не води до познавање на Бог, кое познавање нас ке не смирува и се повеќе ке не покорува
пред Бог. Тука Христос им наведе многу сведоци на фарисеите. Знаете дека ние имаме уште повеќе сведоци. Сведоци на луѓе кои биле исправани на суд, кои биле ставани на клада, горени. И тие сведочиле, Христос е мојата одбрана. Да, знаете за Поликарп Смирненски, Игнатий Богоносец, Климент Александријски, Климент Римски, Иринеј Лионски. Сите тие се фрлени или на лавови, или на клада, и сите тие мигови, знаете што велеле? Христос ме штити од вашиот суд. Има и други, кои може би не ги познават толку. Например, Джон Роджерс. Тој е викар во Лондон во времето на упробувањето на Марија Тудор. Осудена на клада. Францускиот консул, кој е близок соработник, близок човек на Марија, напишал писмо до францускиот крал, извештај за убиството на Роджерс. Вели, тој тргна кон кладата како да оди на својата свадба. Тоа е сведоштвото на Христос. Тоа е живата врска на човекот со Христос. Тоа е познавање на Словото кој води до еден живот во кој Христос е неговиот заштитник. Дали современото христијанство, дали современата теологија подготвува христијани за такви времиња? Ако дојдат такви времиња и бидеме ставени на суд, како ќе одговориме? Ќе застанеме ли со увереност дека Бог стои на наша страна и не штити? Не знам. Пред неколку години се случи нешто најмалку што можеше да се случи. Дојде ковид. Никој не тераше, ние сами ги затворивме црквите и ги прекинавме богослужбите. Што ако се случи нешто повеќе? Таквите моменти покажуваат имаме ли ние жива врска со Христос, живот со Бог. Џон Хупер, кој бил бископ во Глочестер, го чул неговиот ученик, кој бил исто така носен на клада. Името му е така доста познато, Кингстон се викал. Одејќи кон кладата и да го врзувале, тој рекол, животот е толку сладок, а смртта е толку ужасна. И тогаш Хупер му кажал, вечниот живот уште посладок, а вечната смрт уште поужасна. Тоа е вистината за оние кои го познаваат Христос. И други, знаете за Латимер и Ридли и така натаму. Тоа се сведоштвата што ние ги имаме за луѓе кои на обвинителната клупа го повикале својот заштитник Христос. Може ли да го повикат зашто го имале него како заштитник? Животот вечен е да се познава Христос, тоа е лично познавање. Само тој е оној кој ќе не брани обдека од судот на луѓето и Божиот суд. Вечниот суд. Тој стои верно до оние што го познаваат. Сериозни се овие осуди на Христос, предупредување за сите нас. Што ни е важно во животот? Која е суштината на нашиот христијански живот? Дали е исцрпен од суштината и полн со формални работи? Или пак не интересира на вистина? Интересни се катехизисите, интересни се школите, интересни се оние љубопитни, така да кажеме, ајде да не кажем шпекулативни теми. Меѓутоа, ако тоа не води до живот со Христос, во послушност и покорност, до лично познавање, сето тоа е испразнато од суштина. Не е важно што, не е важно како, важно е кој, важно е зошто.
што е во нашето срце, онаму каде што ние со дух и вистина се поклонуваме. Во новиот човек, во кого Словото на Бог, преку Светиот Дух, врзано со вера, работи. И нека Господ ни дава таа мудрост. Ако нешто не води кон мојот духовно израстење, кој се гледа на крајот во созревање и животот во заедницата, тогаш тоа нешто не исполнува целта. Тогаш нема тело Христово, нема заедница Божја, нема живот со Бог. Нека Господ ни дава мудрост во тоа. Да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за овие нешто кои се тешки, непријатни, но се корисни. Здрави се за нашиот дух, здрави се за нашето спасение, за нашиот вечен живот. Зашто сите ние страдаме, сите ние сме поразени. Во секој од нас дејства тој закон на гревот. Сите ние сме повлијаени, сите во секој од нас се бунтува стариот човек, суетата, гордоста. И затоа овие зборови не му се допаѓаат на стариот човек, на старата природа. И реагираме против нив. Но знаеме дека во новиот човек, во новата природа, тие се нашата храна. Тие се твоите благодатни зборови за нашето спасение, за нашиот вечен живот со тебе. За нашиот прогрес во духовен поглед, во духовност. Затоа се молиме, дај ни благодат, уште повеќе. Дај ни, Господи, Свети Дух, уште поголема мера исполнене, покорене, починене на тие зборови, за да се оживат во нас, да не преобразат, да извршат во нас чудо, големото чудо на послушност, смиреност пред Тебе. Да ја вршиме Твојата воля, зашто знаеме дека само тогаш сме спокојни. Тогаш сме ослободени од обвиненијата. Тогаш живееме без вина кога ја вршиме Твојата воля. Сме послушни на Тебе, кога го живееме Твојот збор. Ослободи ме, да молиме од оние нешто кои создава товар од стариот човек, кои повеќе угодуваат на нашата суета отколку на Твојата воля, повеќе мислат на своето и човечкото, ја барат повеќе човечката слава отколку Твојата слава. Помогни да се пребориме против тоа, да се ослободиме од сите тие нешта. И тој процес на ослободување секојдневно да биде помаган со Твојата благодат. Благословија, Господи, Твојата заедница, Твојата црква, Твоето тело. Помагај ни, Господи, да си еден на друг, да си ги носиме товари, да се охрабруваме и да го градиме Твоето царство, живејќи заедно со Тебе, барајќи го единствено нашиот живот со Тебе. Ти да се вселуваш се повеќе во нас, се повеќе да ги завладуваш областите во нашиот живот, се посилно да е Твоето влијание над нас, се повеќе да се гледа Твојот живот наместо нашиот. И секој знаење, Господи, нека го покорува нашиот ум на Твојот ум, нашата мисла на Твојата мисла. Во Христовото име се